историја. Митинзи, средби со граѓани, партиите газат пети ден во изборната кампања. Повеќе навредувачка, помалку позитивна е првичниот впечаток кај граѓаните. Политичката криза повлијае врз реториката на политичарите. На митинзите доминира националистички вокабулар, ама и навредувачки квалификации. Гласачите очекуваат од политичарите програма, не меѓусебни префрлувања. Реториката е очекувана. У секој случај не би сакал таква остра реторика, а фалбите уште полоши се. Многу ми е криво што водачите се толку многу напаѓат, што е толку многу непристојно да се напаѓа. Зар има смисла да се викат еден со друг криминалци, а тие не водат? Ја мислам дека повеќе си се ребросуваат меѓу себе. Ти си вако, ти си онако, на што личи тоа? Мислам, не е фер младиот свет што иде да слуша такви нешта. А за жал е така. Да бидат малку во дискусијата поумерени, она што има да си го кажат, нека си го кажат. Меѓутоа не и да се навредуваат. Очекуваме да биде подобро за младиве. Не стариве да работат, младиве да сакаат на тамо наама. Не би можело друго да ви кажам, затоа што на вистина го исклучувам телевизорот со такви припуцавања, викаат србите. Не ја пратам многу да ви кажам истина, меѓутоа, значи не би требало да се навредуваат меѓу себе. Секој да понуди она што има во програмата и нели тој што ќе победи да се потруди да реализира. Така да на општо задоволство на граѓаните. Ние тоа очекуваме од нив. Уште 15 дена до крајот на изборната кампања. Партиите се обврзаа на фери демократска изборна кампања. За регуларноста најголем дел од обврската отпаѓа на Државната изборна комисија, каде веќе се нарача печатење на избирачките ливчиња и избирачкиот список. Нарачани се и UV ламби и спреј, ама и нови 3480 печати. Денеска и невладината МОС, која со 80 активисти го наблюдува избирачкиот процес, ја повика комисијата докрај да го истражи случајот со недостатокот од печати и да поведе постапки против лицата кои несоодветно го чувале избирачкиот материјал. Позитивно е тоа што Државната изборна комисија донесе ново упатство за важечко и неважечко ливче, со кое само заокружувањето ќе се смета за важечки начин на обележување, а останатите начини на обележување ќе се сметаат за неважечки. Позитивно е и тоа што ДИК објави податоци за избирачкиот список пред, во текот и по завршувањето на јавниот увид, што овозможи да се следат промените на бројот на избирачи по општини. Дополнително, ДИК објавуваше податоци на дневна основа и за бројот на пријавени гласачи за гласањето во странство. Изборите ги наблюдува и меѓународната ОПСЕ од ИХР со 20 долгорочни наблюдувачи кои ќе бидат распоредени низ целата земја во тимови по двајца и 300 краткорочни кои ќе пристигнат во земјава непосредно пред денот на изборите.